Во продолжение ќе го погледнеме прилогот кој го подготви колегата Иван Лазаров. Шанса за живот е новата кампања која започна неодамна за собирање на средства за донирање на инкубатори во одделението за интензивна нега на клиниката за детски болести. Да ги погледнеме деталите. 20. Децата се нашата иднина. Можеби за некого звучи изветвено, но е многу силно и има тежина. Ајде да помогнеме на оние деца на кои што навистина им е потребна помош, а тоа се болните деца, нив само здравје им треба. Редакцијата на утринската програма на Алфа телевизија, како многу пати досега, одлучи директно да се вклучи давајќи шанса за живот. Купувајќи алка со слоганот на кампањата, тимот донираше символичен износ, за нас мал, но голем и значаен ако ги здружиме силите и заедно придонесеме за вистинска промена. Потребно е да се искористиме опција на мас-медиумите за подигање на јавната свест, за мобилизирање на што повеќе граѓани да учествуваат не само во конкретнава акција, кампања која што ние ја поддржуваме, туку воопшто во сите хуманитарни активности за да го направиме светот подобро место на живење. Во секојдневието, за жал, трчајќи да ги завршиме секојдневните професионални домашни обврски, многу пати забораваме дека постојат луѓе на кои што има потребна нашата помош. И токму тука може одлично да се искористи таа функција на еден медиум како што е телевизија Алфа, да ги подсетиме нашите гледачи дека во текст е многу бројни акции, дека би било прекрасно да одвојат дел од своето време, од своите финансиски можности, толку колку што секој нели може да се дозволи, за да се направи овој свет малку побаво место за живење за сите. Во периодот кој следи, тимот на утринската програма ќе се обиде преку снимени прилози, разговори и гостувања да ја популаризира идејата и целта на кампањата. Од информациите од лекарите од детската клиника од одделот за интензивна нега кажа дека до ноември, но тоа не е крајот, сепак тие велат дека би сакале и натаму да трае, дека нивната цел е сервисирање на апаратите и секако купување нови апарати на одделот за интензивна нега. Наша цел е да прикажеме, да дадеме една реална слика за состојбата на апаратурата, на техниката со која што тие располагаат, така што нашите прилози ќе изобилуваат со такви информации. Ќе имаме приказни од деца кои што оздравеле, биле болни, се лекувале на овој оддел и секако лекарите кои што најдобро може да кажат каква е состојбата и што е тоа што практично како помош им е нив потребна. Сакаме и веруваме, а заедно со вас ќе придонесеме за подобрување на условите на интензивното одделение на детската клиника. Заеднички да влијаеме и да инволвираме се повеќе граѓани од целата земја. Ќе кажам дека не е битно колку подаруваме, туку битно е со колкава љубов подаруваме. И верувам дека има многу хумани луѓе во Македонија кои ќе поддржат оваа акција, ќе се приклучат кон неа со тоа што ќе донираат средства нолку колку што можат во арабеска. На самата алка пишува шанса за живот и е навистина многу интересно и убаво направена. Досега постоеле безброј од ваков тип на хуманитарни алки кои што се направени, но ова има посебно значење бидејќи се однесува за дечињата кои што престојуваат во одделот за интензивна нега во клиниката за детски болести. Именно самата алка асоцира на обележување на раѓање на нов живот. Нели знаеме кога бебенцата се раѓаат, тогаш добиваат алка или пак идентификацијски број како што добива самата мајка со детето. И ова алка асоцира токму на раѓањето на самите дечиња. Значи, со купувањето на ова алка ние помагаме на оние дечиња кои што во моментот оние кои што престојуваат во многу лоши услови. И еве на некој начин помагаме за да им се улесни престојот таму, да им биде поубав, пошарен, повесел и посреќен во тие тажни моменти и на родителите на дечињата кога престојуваат во клиниката за детски болести. Најмалку што можеме да направиме е да им дадеме една ваква шанса за живот. Ние дониравме многу колку што сметавме дека можеме, но сторете го и тоа вие. Верувате дека ќе им дадете шанса. Колегата Гоце Андреевски пак вели дека воопшто не е тешко да се воспостави линк, особено ако си има желба да се помогне некому кому е потребно. Помош од било каков аспект, било материјален или на некој друг начин. Кога станува збор за хуманоста, било да се оди да се направи прилог или пак да се учествува, да се донираат одредени средства или облека или било што, она што е потребно на одредена индивидуа или пак на група на луѓе, сето тоа зависи од желбата, волјата и начинот на кој што
Секогаш во редакција сме се договарале за истото да го реализираме на едно високо ниво на кое што ќе ги задоволиме оние хуманитарни стандарди што се вели и се со цел сите заеднички и како редакција и посебно како индивидуи, како репортери, како новинари и водители да помогнеме на оној на кој што му треба најмногу помош. Добро, еве ја од зад камерите Иван Лазаров сум дел од оваа редакција, заеднички работиме од самиот почеток. Ке се вклучиме и во следниот период ке работиме како ќе допринесеме за подобри услови во детската клиника, одделот за интензивна нега. Успеавме и ние денеска или се обидовме да дадеме шанса за живот, пробајте да го направите тоа и вие. Да се обединиме за оние што имаат потреба од помош, да им дадеме шанса за живот на најмилите, на бебињата и дечињата од детската клиника.